Почитувана македонска јавност, конечно денеска начекавме да дојдеме до првото пратеничко прашање, усмено. Првото пратеничко прашање е директно до премиерот, до председателот на влада Ковачевски. Премиере, додека народот осиромашува, додека болните се молат за лек, учениците се молат за учебници, семејствата се борат како да набават храна во која што инфлацијата ви е над 30%. Луѓето околу Артан Груби трупаат богатство, а премиерот, односно вие, не може ова да не го гледат. Затоа прашањето ми е јасно. Зошто молчите за богатството кое се трупа околу првиот вице-премиер? Зошто владата предводена од вас нема никаков став по бројните скандали кои излегува во јавност? И ова прашање си наметнува други подпрашања, на кои што исто така можете да одговорите ако сакате. Како блиски луѓе на Груби добиваат акредитации за лабораторија? Како се дозволува да трупаат милионски бизнис и имот додека народ осиромашува? Како братот на Груби купува дуќан од половина милион евра, кога негова фирма 4 години работи со загуба? Кое е потеклото на парите? Како Бирото за метрологија набавува мобилна лабораторија 3 пати поскапо кога е водено од директорка блиска на Артан Груби? Како грдни пари за хонорари се одлеваат од Министерството предводено од Груби? Или да почнеме со ред. Септември 21 од страна на Ермир Имамами од Дебар, вработен во ЕТЦ Травел, собственост на Ветон Груби, брат на Артан Груби кој што седи до вас во моментот, е основана фирма за баждарење на пиштолите за точење на гориво на бензински пумпи Метролаб. Метролаб само 4 месеци по основањето добива акредитација за вршење на инспекција на мерила за зафатнина и проток на течни горива и течен нафтен газ, баждарење на пумпи, а акредитацијата ја дава Биро за метрологија, каде директор емерита Мустафаи Кадар Надуи. Одлуката, внимавајте, ова е значајно, одлуката за висината и начинот на наплатување на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија е менувана 2 пати во последните 2 години. И тоа, првиот пат, непосредно пред да се отвори фирмата Метролаб од вработениот кај Груби, која подпишал лично Артан Груби. И втор пат пред 1 година подпишано од страна на Фатмир Битики. Собственикот на Метролаб, вработен кај братот на Груби, иако газда на фирма за баждарење, останува шалтерски вработен кај Груби 1 година по основањето на фирмата, а си заминува неколку недели пред измена на одлуката за висина и начин на наплатување на надоместок на услугите кои ги врши Биро за метрологија. Треба да кажете и дали Артан Груби 2 пати влијаел во 2 години да се измени одлука за висина на наплата за фирмите кои вршат баждарење на инструментите. Треба да кажете и како дуќа на улица Македонија од 127 метри квадратни собственост на Ветон Груби и која што е со вредност од близу половина милион евра. Од каде пари за купување на истиот? Особено ако се земе податокот дека фирмата на Груби ЕТЦ Травел со години работи со загуба. И има објавено податоци од 2016 до 2020 стварена загуба од 100.000. Бирото за метрологија раководено од Мустафаи, од фирмата Рофа, од Австрија, набавува подвижна лабораторија по цена на чинење од 600.000 евра. Од оваа истата фирма, државен пазарен инспекторат добива понуда со 3 пати пониска цена од 200.000 евра. Премиере, дали знаете дека ова возило, кое е набавено за 600.000 евра, има дадено пониска 3 пати пониска понуда? Дали знаете дека мерните инструменти од ова возило се извадени за да бидат вградени внатре во Бирото за метрологија? Дали знаете дека само за споредба
Оваа мобилна лабораторија со 7 инструменти чинише 100.000 евра, а е набавено уште едно вакво возило со опрема за мазут со 4 инструменти и е купена за 416.000 евра. Во октомври 2022 Мустафаи набавува опрема за касомери за неверојатни 1.050.000 евра. За само 3 години директорката Блиска до Груби 3 набавки во вредност од неверојатни 2 милиони евра. Да не зборувам и за најновиот скандал за одлеани пари за хонорари од над 160.000 евра, иако Министерството има 354 вработени. Тоа беше првото прашање. Второто прашање. Иако имавме расправа за разрешување на министерот за здравство Беким Сали, со нашите дискусии не успеавме да извлечеме еден одговор. Одговорот е следниот. Министерот ви одговори на вас, премиере, за вашата претходна изјава дека тешка бирократија во Македонија е виновна за смртта на Благојче Илиевски. Патем сочувство до блиските. Меѓутоа ја загуби битката со болеста поради тоа што го чекаше лекот трикафта. Вие рековте дека сте разговарале со Беким Сали и дека за вас оваа ситуација е неприфатлива. Еве ги фактите. Факт е дека Министерството за здравство уште на 27.1. побарале средства да се обезбедат за набавка на терапија. Факт е дека покрај барањето на Министерство за здравство, владата, ниту вие лично, не сте одлучиле да се набават тие средства. Оттаму, прашањето кое останува да го одговорите, а за жал не успеавме да ве предизвикаме во деновите на дебата, е дали вие и покрај барањето на Министерство за здравство не сте одобриле средства за лек на пациент со ваква тешка болест и дали вие сметате дека можете да си го продолжите мандатот. И третото прашање. За крај, денеска останува уште едно прашање, а тоа е 5 месеци, премиере, некој си подигрува со безбедносниот систем со лажни дојави за бомби. 5 месеци трпи и стопанството, трпат и институциите, трпат и луѓето кои што живеат во страв. Видовме од ваша страна, од страна на владата, дека беа најавувани експертски тимови, оперативни тела и на крај не видовме ништо. Видовме дека министерот за надворешни работи Бујар Османи уште на 17 декември најави дека побарал помош од НАТО за оваа хибридна закана. Власта најави нов оперативен тим за сајбер безбедност со кој ќе раководи Бирото за јавна безбедност. Во меѓувреме, видовме дека се нападнати сајт на Биро за јавни набавки, нападнат сајт на Министерство за земјоделие, нападнат сајт на Министерство за образование, нападнат сајт на Фонд на здравство. А во меѓувреме, прашањето е, дали се организирани овие оперативни тимови кои што ги најавивте? Дали е пристигната помош од НАТО која што е побарал Бујар Османи? И уште едно подпрашање. Зошто директорот на Центарот за управување со кризи пред цела јавност ке каже дека сега да има дојава за бомба во мојата зграда ќе останам да гледам телевизија? Наместо да го решевте овој проблем, премиере, вие создадовте ситуација во кој што заканите се зголемија и по фреквенција, и по обем, и по зафатнина. На секој начин, секој ден стануваме се понебезбедни. Можеби заканите се хибридни, меѓутоа неспособноста е домашна и е лоцирана токму кај вас. Ви благодарам. Чекам одговори.